Остануваме на истата тема. Во овие моменти во вилата Водно треба да почне Советот за безбедност, кој што го свика председателката Гордана Силјановска-Давкова, кој што доаѓа по ескалациите на собирите на Блискиот Исток. Со слика во живо се вклучуваме оттаму. Јана Јосифовска треба да имаме на линк. Јана, да чуеме прво кој се ќе присуствува, дали пристигнаа сите и дали почна состанокот. Добро вечер, Борче. Инаку, да, влошената состојба на Блискиот Исток го седна државниот врв на маса тука во Вила Водно на иницијатива на председателката Гордана Силјановска-Давкова, свикана итна седница на Советот за безбедност. Од она што можам да го забележам, пристигнаа веќе сите членови на Советот. Во секој момент се очекува да започне седницата. Главната тема секако случувањата на Блискиот Исток, како што претходно најави од незиниот кабинет, можните импликации и последици секако врз безбедноста во регионот, меѓутоа и во земјава. Фактички Советот за безбедност е највисокото советодавно тело во однос на прашањата и од безбедноста и од одбраната. Седниците досега од вообичаената пракса се одвиваат зад затворени врати, потоа јавноста дознава што се заклучиле фактички челниците и државниот врв или преку соопштение, а секако ние ќе останеме тука да почекаме дали можеби ќе има некакви изјави со заклучоците. Во однос на тоа кои се членови, со Советот председава председателката Силјановска-Давкова, членови се и премиерот Христијан Мицкоски, собранискиот спикер Африм Гаши, министрите за одбрана, надворешни работи и внатрешни работи и тројца експерти кои што ги има номинирано председателката. Секако главниот фокус споменав случувањата во Блискиот Исток. Така, Јана, кои информации до сега ги имаме од нашинците кои се наоѓаат во некои од критичните точки на Блискиот Исток? Дали има нови кои бараат помош од Министерството за надворешни? Од она што денеска од МНР го испорачаа во соопштението, Борче, конкретна бројка за денеска колку побарале помош од македонските државјани во овие загрозени подрачја немаше. Од она што е последно како информација од кризниот штаб при МНР од вчера беше дека 11 македонски државјани побарале помош или итна евакуација од Израел, но секако од МНР и денеска потенцираат дека согласно со амбасадите и во Тел Авив и во Доха, секако во сите оние загрозени подрачја, постојано се во комуникација и има отворено телефонски броеви на кои што можат македонските државјани да се јавуваат и секако да се консултираат или да бараат помош или некакви планови за евакуација. Тоа го истакна од Министерството. Остануваат во постојана комуникација, но конкретна бројка за денеска нема, иако тврдат дека се повеќе се зголемува бројот на нашинците, односно на македонски граѓани кои бараат итна евакуација, но за сега како што стојат работите, тоа е невозможно. Веројатно, можеби доколку има изјави денеска и од министерот за надворешни, ќе чуеме повеќе што се прави во овој однос. А меѓу другото не изостана денеска и партиските реакции околу случувањата на Блискиот Исток. Опозицијскиот лидер Филипче упати критики до актуелната власт. Денеска наша, македонската, ја спореди, како што рече, со некои од авторитарните режими како што се Иран и Венецуела. Според него интервенцијата од САД и Израел кон Иран е оправдана. Повеќе детали слушаме од прилогот во продолжение. Се зголемува бројот на македонски граѓани кои се затекнати во загрозените подрачја на Блискиот Исток, соопшти од Министерството за надворешни работи, повикувајќи се на информации од амбасадите на Македонија во Тел Авив, Доха и Абу Даби, како и најавувања на СОС телефонот во Министерството во Скопје. Оттаму објавија телефонски броеви на кои македонските државјани можат да се обратат за помош. Со сите пријавени лица се одржува постојан контакт, се преземаат подготвителни активности за евентуална асистенција и нивна безбедна евакуација, во зависност од развојот на состојбата, велат од МНР. Во соопштението не е наведена прецизна бројка колку наши државјани досега пријавиле дека се наоѓаат во подрачјата загрозени од конфликтот. Вчера од Министерството соопштија дека 11 македонски државјани официјално побарале евакуација од Израел. Од ресорното министерство потсетуваат дека од вчера е формиран кризен штаб во рамките на институцијата, кој на граѓаните им е достапен 24 часа.
Опозицијскиот лидер Венко Филипче пак ја спореди актуелната македонска власт со лидерите од, како што рече, режимите во Иран и Венецуела, оценувајќи дека земјата се движи во опасна изолација. Тој кажа дека има разбирање за нападот на САД и Израел кон Иран. Соединетите американски држави се наш стратешки партнер. И тие, откако ги исцрпија сите дипломатски механизми на преговори, настапија кон таков еден напад кон Иран и сметам дека таквиот напад и се што се прави е во истиот контекст како што се направи интервенцијата во Венецуела, а тоа е за доброто на иранскиот народ. Соединетите американски држави, као наш стратешки партнер, треба да знаат дека овде, во нашава земја, има власт со многу слични карактеристики на тие авторитарни режими со кои тие се справуваат. Зошто? Имаме власт и премиер кој што ја бутка земјата во изолација, притоа знаејќи дека е во стратешки интерес и на Соединетите американски држави интеграцијата во Европа и на нашава земја и на целиот регион. Според лидерот на СДСМ, ваквите состојби ја приближуваат земјата кон модел на управување, што, како што рече, наликува на тоталитарни режими со кои се соочуваат САД на глобално ниво. Да, пред да се одјавам да повторам, состанокот на Советот за безбедност тука во Вила Водно, кај претседателката Силјановска Давкова започна. Ние остануваме тука на терен да почекаме да видиме дали ќе има изјави од некој од државниот врв, што се е договорено апропо случувањата во Блискиот Исток и можните реперкусии кај нас и во регионот, или можеби јавноста ќе биде информирана преку соопштение. Секако повеќе детали ќе имаме во вечерните вести. Тоа е се за сега од тука. Борча? Така е. Јана Јосиповска, ти благодарам. Го чекаме исходот од заседавањето на Советот за безбедност.